Во денешната епизода на Тинтири Минтири Вести ќе разговараме на една многу убава патриотска тема. Мој гостин е еден од најпознатите македонски композитори, автор на најголемите хитови, Николче Мисевски. Здраво, добро дојдовте во мојата емисија. Благодарам за убавата најава. Ништо, нема проблем. Гостин во вашата емисија. Вие сте автор на моментално најактуелниот албум Македонија во срцете носиме. Добивте и награда за албум на годината. Како дојде до идејата за создавање на овој проект и како изгледаше процесот додека се правеше? Некако идејата дојде, бевме мотивирани од, би рекол, успехот на претходниот албум кој го направив за Next Time, кој нели сите знаеме кои песни излегоа од тој албум и од тука тргна и самата приказка дека сепак може да се направи некоја стара песна, да се обработи, да се направи современо и да се доближи до младите генерации. Таа ни беше и главната идеја и цел на целиот проект, и на едниот и на Македонија во срцете носиме, и од тука целата работа тргна. Скендеровски продукција беа продуценти, организатори на целиот проект. Не беше само албум, туку беше и значи караван со 8 концерти низ градови низ Македонија. Генерално за ваков албум си треба време, значи го работев јас околу 6-7 месеци, значи постапно треба внимателно одбирање на песни, внимателно аранжирање, внимателно одбирање на пејачи, нели која песна на кој му одговара да ја испее и може да се најде нели во самата песна. Кога сме веќе кај преработките, дали е поголем предизвик да се направи хит песна или да се направи добра преработка? Подеднакво исто е тешка задача, би рекол. Нема формула. Значи, ако ја има формулата, секој ден ќе си правев по една-две лири, например, како што ја направив на Каролина или Звона. Ама нема формула. Во тоа треба да се поклопат многу работи, да се погодат, време, изведувач и така натаму. Нормално, си бара многу посвета на целиот процес. Во секој случај е подеднакво тешко и обработка и нова песна. Што преработките кои што веќе биле хит е тешко да... Да, песна која е хит е тешко да ја представиш на публиката во различно светло, а при тоа нели да ја направиш да им се допадне. Да, тоа е тешкото, а од друга страна кога правиш, почнуваш од нула, значи немаш песна, немаш ни една нота, па го измислуваш сето тоа, го креираш, го правиш, така да генерално е подеднакво тешко. Вие имате две ќерки кои исто така се занимаваат со музика. Кажете ми колку е важно музичкото образование во животот на децата? Би рекол дека еден од најважните предмети или воопшто како нели делот од развитокот на едно дете е музика. Ние сакаме некиме секој човек се среќаваме секогаш во животот со музика, без разлика на кој стил или сме поголем или помал љубител. И така треба да се обрнува внимание. За жал, кај нас во образовниот систем мислам дека премалку се посветува внимание на музичкото образование, и општо на уметничките предмети, како и ликовно, како и физичкото и не знам уметност и така натаму. А додека во некои други земји музичкото образование е на ниво на не знам математика или македонски или мајчин јазик, кој како нели во која држава. Така да сметам дека, се надам дека во иднина малку повеќе ќе се обрни внимание, дека не е музичкото само пеење и не знам играње на музика, туку нели има и цели студии кога уште како бебина кој колку слуша и каква слуша музика, па понатаму се рефлектира тоа во неговиот карактер воопшто и интелигенција и така натаму. Тоа се веќе нели сериозни теми, ама во секој случај сакам да кажам дека е многу важно музичкото образование. Околу инструментите, кои инструменти знаете да ги свирите вие и по колку часа на ден треба да вежба едно дете што свири инструмент? Ако сака да напредува и да свири на високо ниво, навистина да треба многу вежбање. Јас сум вежбал во основно и во средно по 3, 4, 5 сати клавир, инаку
главен инструмент ми клавир, па претходно свирев исто хармоника, многу сум посветил време и на хармониката. Во средно свирев виолончело, исто така и со виолончелото долго време се дружев. И тоа си е работа, тоа си бара работа. Не постои, може, нели, има еден дел кој се вика талент. Сите имаме ние талент за нешто, меѓутоа талентот е мал процент од тоа како мораш да го развиеш. Или ќе го развиеш тој талент или нема да го развиеш, без разлика колку го носиме, така да работата, вежбањето на инструменти е многу важна и во секој случај, нека не се плашат децата кога ќе се каже дека треба 3-4 сати, навистина, ако се сака и ако има љубов кон инструментот, тие 3-4 сати поминуваат многу брзо. Така е, фала ви што бевте мој гостин, ми беше особена чест и се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика. Фала ти и тебе за поканата, ти посакувам на сите вас, ви посакувам многу успех со Тинтири-минтири емисијата и да ве гледаме уште во посериозни изданија на емисии, на шоу и така натаму. Две златни лири ми остави мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неја песна да нарачаме, живот ми